Новото време и дигитализацијата бара и подготовка за истото. Тоа значи и многу едукација за да можеме да го исцрпиме најдоброто од нив. И токму непознавањето на правилата на игра во интернет просторот не прават и директни жртви од него. Се повеќе држави во светот размислуваат за укинување на голем број на апликации како би го заштитиле населението. Албанскиот премиер Еди Рама последно најави дека размислува за укинување на TikTok и Snapchat. Австралија е на чекор до забрана на социјалните мрежи за помлади од 16 години. Наредниве минути во Македонија наутро зборуваме за социолошкиот аспект на социјалните мрежи, но и нивното влијание врз младите. Она на што го ставаме акцентот меѓу другото е развивањето на критичката свест, за да знаат како да се однесуваат, но и како да се заштитат од потенцијална опасност. И на оваа тема со професорот Петар Атанасов. Добро утро и добре дојдовте. Професоре, социјалните мрежи не се единственото нешто што може да има негативно влијание на младите. Да ги редуцираме, укинуваме или едуцираме корисниците. Ајде така да ја почнеме темата. Што е клучниот одговор? Мора да тргнеме од фактот или од сознанието дека денешниве генерации на млади луѓе се родени во ерата на дигитализацијата. Они се digital natives. Они се родени со технологија, со дигитализација. Они не познаваат друго време. Ние можеби познаваме, но они се родени во ова време. Сега како да се регулира ова време за да се заштитат пред се, ако е првиот збор заштита на децата, сигурно дека може некои правила на игра да се воспостават. Екстремните забрани никогаш не успевале, затоа што секогаш ќе се најде начин тоа да се изигра, да се дојде до некаде. Можеби да не се соопшти вистинскиот датум на раѓање за да можеш да влезеш некаде, но сепак најранлива категорија се оние децата од, да речеме, 6-7 години до 12-13. Тука треба да се биде многу внимателен. Тие деца исто живеат со алатки, живеат со компјутери, со победниците на технологијата и дигитализацијата, мобилните. Значи сега не можеш ни на возрастен човек да му го одземиш, а камо ли на дете ако е научен. Значи правила треба да има, но тие правила не треба да се строги забрани, затоа што ќе се најде начин да се изигра тоа. Но мора многу да се зборува на оваа тема, зашто навистина живееме во време кога ризиците се поголеми. И ако веќе споминавме дека социјалните мрежи се комплексен феномен кој што дава и социолошки и психолошки импликации врз младите, на кој начин тоа треба да го правиме и ние родителите, и наставниците, и генерално општеството? Да ја споделиме одговорноста и да си ги преземиме своите обврски кои треба да си ги исполниме. Има една стара африканска поговорка која често ја слушам, но многу е важна и во оваа област. It takes a village to raise a child. Че цело село треба да го воспита детето. И сега може да ги поделиме одговорностите. Најголема одговорност носат родителите. Оваа возраст што претходно ја споменав. Родителите мора да знаат што имаат децата во своите раце, што читаат, кого гледаат, кого пратат, затоа што навистина постојат многу ризици кои може да дојдат преку тие дигитални алатки кај децата. За жал, нашето општество се промени, доминираат негативните вредности, а училиштето нема сила да ги надмине сите овие дубиози, празни одови, сиви места. Кога училиштето не може тоа да го постигне, одговорноста мора да оди на некое друго место. Училиштето да си го работи својот дел, но родителите не може да побегнат одговорноста. Не може тие само да го дадете своето дете на училиштето и сега да очекувате тоа училиште да направи магија или не знам што. И општеството. Живееме во време кога паднаа сите идеологии. Живеевме во време кога важеше една идеологија, но мора да го организирате времето, не само на децата и на општеството. Мора да се внимава што содржини се емитуваат, што даваат телевизиите во прайм тајм, што децата отвораат како алатки и така натаму и така натаму. Но одговорноста станува поголема за родителите, не можат друг некого да обвинуваат, затоа што имаме екстремни случаи во регионот кога деца злоупотребуваат собственост на родители, оружје, влегуваат во сајтови, сега англискиот јазик не им е проблем, но тоа уште е еден поголем ризик. Комуницираат со луѓе кои можеби не им мислат добро и така натаму и така натаму. Една сложена област каде што одговорностите мора да се споделат и секој својот дел да го одработи.
А колку социјалните мрежи, професоре, влијаат на идентитетот и само представувањето на младите? Ако зборуваме нели за поновите генерации, сите имаат некој дигитален идентитет, но не сме исклучени ниту ние возрастните. Ние пак како да имаме по два идентитета. Еден за во животот, еден за на социјалните медиуми. Поубавиот за социјалните мрежи. Да. А младите имаат барем еден дигитален. Сум размислувал често на ова прашање, но се работи за една област во која, да речеме, во делот каде што се гледа. Како Лас Вегас. Светка тука, вако светло-неонско да светло, сите се да. тука возбудени, нешто, сите учествуваат, сите сакаат да бидат таму. И тоа е таа реалност кој децата, но и возрастните ја имитираат всушност. Има аватари, има сликички кои ве представуваат, улогата на фотографијата се промени. Имате една цела социјална мрежа или повеќе каде што само фотографијата доминира, но таа фотографија не е реална можеби. Секој сака да ја нашминка за да изгледа побаво. Многу повеќе се обрнува внимание на надворешноста, на она што изгледа дека е убаво и естетско, но многу помалку на она што внатре го носиме, затоа што темпото на животот е многу брзо. И луѓето сакаат, и младите, и повозрастните сакаат да живеат во светот на светла, на себе представување. Секој човек стана медиум. Секој може да прима и да дава и слика, и мислење, но тука се измешаа веќе оние што би требало да ги слушаме или од кого да учиме, но и овие што немаат многу капацитет да понудат, се во таа игра и еден општ хаос настанува тука. Им правиме ли дополнителен притисок, професоре, на младите? Живеат ли под притисокот на перфектност? И како да ги научиме дека интернетот не е репер ниту за изглед, ниту за знаење? Ако ова претходно што го зборува беше во светот на реалноста, ова прашање се однесува на она што не се гледа. Така. Стресот не се гледа, притисокот кај децата не се гледа, што децата вртат во своите глави, кои податоци денеска ги превртеле, кои слики ги гледале. Значи, притисокот постои, тој притисок не се гледа и тоа ментално здравје за кое често се зборува е дел од оваа тема. Тоа што не се гледа исто е стравовите. Можете да ги мултиплицирате стравовите, да не се успее, да не се биде омилен меѓу другарите или другарките, да се нема доволно лајкови, да не, вашата слика да некој ја искритикува, затоа што навредите се многобројни. Видите, вие само 1-2 часа провртете туги профили, да видиме кој што пишува, има едно чудо закани, навреди, низок речник, тој речник влие врз сите, а не само врз помладите. И тој свет кој што не се гледа, постојат професии кои го анализираат, може да помогнат, но се поголеми ризици со тие стравови, чувството да не се успее, да не се биде сакан, можеби, да се нема време за вас, некој ќе ви каже, па немам време сега. Премногу влеговме во овие алатките, а премалку живееме во реалноста. Можеби треба со тие прашањето, првото прашање што беше да се вратиме во реалноста, во некои простори кај што и не мора да гледаме во алатките, каде што е поинтересно, каде што може да се учи. Но тоа веќе станува се посложено. Споменавте учење, интернетот дефинитивно го менува секојдневно начинот на учење. Дава можност за брзи и нови информации, но дали тоа значи и скратено внимание и површно процесирање на содржините? Баланс може да се најде тука? Да се подсетиме на резултатите на меѓународните тестирања, кои ги тестираат знаењата, вештините, компетенциите на децата. Сите покажуваат дека нашата држава е меѓу државите кои имаат најслаби или многу послаби резултати. Значи, социјалните мрежи и тоа што светка и што се учи и се скрола на брзина некако со тие слики, не влие да се има многу подобар резултат од она што се бара, од оној дел каде што се подготвуваат децата и за живот и за професија, за кариера. Ние многу слабо стоиме со учењето на децата како да размислуваат, на кој начин, кои податоци да ги гледаат. Во едно време човекот живееше со еден податок дневно, а може би ниту еден, многу одамна. Денеска во 5 минути можете 100 нови податоци, бројки, слики да превртите. Тоа не ви помага, вие, затоа што за секој размислување, за секоја промисла, за секој некој став или одлука, сепак треба неколку минути, да не кажам дека и 2-3 дена треба. Значи, ние треба, јас мислам дека треба да се посочи на тој дел. На децата им е потребно да ги учиме поинаку. Јас бев едно време во тој систем на образование и мислам дека знаев како треба да почнеме да учиме. Еве можам да го споделам многу кратко примерот со нас во науката, во високото образование. Во науката нема лаги.
факти, бројки и со тие бројки правите анализи, со знанија мерите дали ова така или не. Можеби тој начин на размислување во порудиментирана форма треба да го спуштиме во пониските генерации, дури во основното училиште, за децата да може да разликуваат што е податок, што е лага, што е точно, што е факт, што е мислење. На PISA тестовите многу слаби резултатите се. Ако можеби со овие милиони податоци од ова богатство на што постои, можеби децата треба да ги учиме многу порано да бидат не да пораснат побрзо, но да знаат со овие многобројни податоци што да прават, како да размислуваат. Еве ние возрастните, на пример, јас селективно ги пратам сите овие, не само социјалните мрежи, имате многобројни сајтови каде што можете да примате податоци. Можете од училишната програма да најдете клипови на YouTube кои ќе ви помогнат како да разберете нешто. И тука се работи за поквалитетно образование и помалку квалитетно, за подобри наставници и полоши. Но начинот на размислување е многу попотребен сега во многу пониските возрасти на децата, за да растат со ова време и да се поуспешни. Немаме време со еден податок, со стар учебник, со некој спор ритам да се живее, зашто времето е многу брзо. Да заклучиме, не сме сигурни дека ова што во моментов е идеја на Албанија или на Австралија е правилниот модел, бидејќи генерално што и да ти одземат, ќе најдеш начин како да дојдеш до него. Едукацијата е суштината на целата оваа прика. Треба да се проба. Добра. Треба да се проба. Различни држави имаат различни правила, постојат часови на кои не ви се потребни мобилните, ама треба и наставникот да биде интересен, предметот да биде интересен, децата да се анимираат, не да гледаат циркус или не знам што, некаква представа, но да им се даде тоа што им е потребно. На многу пониска возраст им треба многу повеќе. Да се разбереме, дигитализацијата е демократизација исто. Значи, многу поголеми шанси за многу поголеми сегменти на популацијата. Но тоа во исто време представува голем ризик, но и многу поголем надпревар да се успее или да не се успее. И со тој свет децата живеат, но и ние возрастните живееме. Сепак, мислам дека треба да се проба, треба да се види, во некои училишта можеби треба да се намали тоа, но некаде треба и да се даде можност, зошто па мобилните да не ги употребите на часови за природна наука, каде што можат преку мобилните да научат многу повеќе. Децата знаат и англиски јазик, знаат што е фотографија, со видеата живеат, мора да се најде модус како со овој начин размислување да напредуваат. Професорот ни даде одличен вовет и во следниот. А и професорот беше одличен со одговорите, како по сценарио филмско професоре до минута завршивме, а се прашавме што ни интересираше. Да. Ви благодариме за концизноста и секако за изнесените одговори за гостување. Може ли заедно да погледнеме еден убав пример, Вана? Ке продолжиме до 9 часот. Еве еден пример, 2 години во училиштето Кирил и Методи телефоните се целосно забранети. Вели и децата и родителите лесно го прифатиле правилото, со што строго се придржуваат кон истото. Сега што тоа донело во овие 2 години, од лице место колешката Симона Илиевска прилог. Основното училиште Свети Кирил и Методи во Скопје целосно го забрани користењето на мобилни телефони за време на наставата, како и на мал и голем одмор. Секој ученик пред почетокот на првиот час го остава телефонот кај претседателот на одделението, кој подоцна сите мобилни уреди ги заклучува во сандача. На крајот од наставата децата си ги земаат телефоните и ова е пракса веќе 2 години. Директорката на училиштето Сонја Кирковска смета дека ова е одлична одлука која носи само позитивни резултати. Идејата одамна ми е потекната, бидејќи користењето на мобилните телефони е многу не се во функција на менталниот раст и развој на децата. Значи тие две работи не идат заедно. На крајот од криштата, зошто е потребен мобилен телефон на дете кога годи на училиште? Ние, децата кои не ги предаваат родителите овде на училиште, ние имаме комплетната одговорност према децата. И се што им е потребно на децата се обезбедува во училиштето. Меѓутоа, тоа не се мобилните телефони. Тоа е еден модерен тренд, децата да носат мобилни телефони на училиште, а никој не размислува за тоа колку тие штетно влијаат на децата. Секако дека не сум против мобилните телефони, секако знам дека е огромна потреба да се има мобилен телефон, меѓутоа се си има своја намена. Кога, во кое време. Значи, многу долго се размислуваше за тоа и пред 2 години наставничкиот совет се собравме и долго разговаравме како да помогнеме на нашите ученици за да не ги користат мобилните телефони, бидејќи многу често знаат да бидат злоупотребени. Донесовме одлука да ги забраниме мобилните телефони и потоа истата наша одлука направивме уште еден состанок со советот на родители, им објаснивме колку е тоа штетно да се користат телефоните на училиште. Тие
не поддржаа и многу сум им благодарна за тоа што не поддржаа, бидејќи со тоа што не поддржаа нас, си помогнаа и на своите деца. Децата многу брзо се навикнаа. Имавме прилика да разговараме и со дел од учениците кои го споделија нивното искуство. Не им пречи што немаат телефони за време на наставата. Напротив, свесни се дека тоа им помага за да имаат поголема концентрација на часовите, како и време за социјализација со соучениците. Јас мислам дека што ги немаме телефоните на сред часови, тоа е добро, бидејќи концентрацијата се фокусираме повеќе на наставата, него на телефоните. Јас се имам навикнато до сега да ги оставиме телефоните, бидејќи ние ги почитуваме школските правила и ако еднаш не се каже од директорот од повисоките места во училиштата, ние мора тоа да го почитуваме и се навикнавме веќе. Се навикнав на тоа што не ги користиме телефоните текот на наставата, за полесно да се сконцентрираме на часовите, додека наставниците не ги предаваат лекциите. Со тоа што сабајле кога стигнуваме во училиште, ги оставаме телефоните во шкафчињата. Јас сум за тоа, поради тоа што мислам дека подобро е да не ги користиме телефоните за време на час, бидејќи ни го одзема вниманието. Но јас сум за да ги имаме телефоните за време на одморот. Поради тоа што јас се допишувам со разни другари кои што се од други училишта и не се баш тука присутни. Се прилагодивме многу брзо со оглед на тоа што со почетокот на школската година започнуваме со земањето на телефони на почеток на час и потоа на крајот на часот си ги земаме телефоните. Во слободно време, кога си дома и кога имаш дозвола за телефонот, какви содржини најчесто гледаш? Па јас гледам видеоигри, исто гледам спортски надпревари, може кошарка гледам, бокс и така. Кога комуницираш со твоите другарчиња преку телефон, кои социјални мрежи ги користиш? Ги користиме Instagram, TikTok, Snapchat и тие. Гледам TikTok, YouTube и повеќето Instagram. Viber, Discord и TikTok, Instagram, тие. Најчесто го користам Viber, потоа Instagram и Google. Кога ќе се воспостави ред од самиот почеток на учебната година и кога има дисциплина, тогаш нема простор за отпор од страна на децата, дополнува Кирковска. Јас би сакала да апелирам до вас медиумите, малце повеќе да се зборува околу тоа колку телефоните се корисни и колку се штетни, бидејќи генерално имам впечаток дека користењето на мобилни телефони е проблем и кај децата и кај возрастните, затоа што многу често не знаеме да се однесуваме кога имаме телефони покрај нас. Значи, телефоните комплетно ни го завземаат вниманието, како на децата, така и на возрастните. Надпреварот за тоа кој да има поскап телефон не води кон некоја убава работа кога станува збор за деца, затоа што се фрустрираат децата, бидејќи нивниот телефон е полош од другарчето и слично, а плюс тоа носи уште една дополнителна одговорност дека тоа дете треба да се грижи за еден скап телефон, а може да се случи и тој телефон да го изгуби, не дај Боже да му биде украден, така да апелирам да не се купуваат толку скапи телефони на децата од помала возраст. Свети Кирил и Методи е најстарото основно училиште во Македонија, а во моментов едно од ретките или можеби единственото што цврсто се придржува кон правилото настава без мобилни телефони, за здрави генерации кои се посветени на нивното образование и правилен личен развој.